Добар ден, драги ученици! Добре дојдовте во училницата на Едуино. Моето име е Анкица Павловска-Јанеска, предметен наставник по македонски јазик во Основното училиште Александар Македонски од Скопје. Денешната лекција е наменета за учениците од 7 оделение, именска група зборови, нешто што сте учели и во минатите оделенија, и денеска само се потсетуваме на нивните заеднички карактеристики, именки, придавки, заменки и броеви. Ајде да се потсетиме што беше тоа морфологија. Морфологија е дел од науката за јазикот, што се занимава со проучувањето на формите на зборовите, нивното образување и нивното граматичко значење. Колку зборовни групи се разликуваат во нашиот јазик, верувам дека ќе се потсетите дека во нашиот јазик се разликуваат 11 видови зборовни групи: именки, придавки, заменки, броеви, глаголи, прилози, предлози, сврзници, извици, честици и модални зборови. Сите тие, според тоа дали ја менуваат својата форма, можат да бидат менливи или неменливи. Во групата на менливи зборови припаѓаат именките, придавките, заменките, броевите, глаголите, а во групата на неменливи зборови припаѓаат прилозите, предлозите, сврзниците, извиците, честичките и модалните зборови. Прилозите понекогаш ја менуваат својата форма, иако припаѓаат во оваа група. Ајде да видиме што се тоа зборовни групи. Зборовите кои имаат слични особини, граматички категории и функции во реченицата образуваат зборовни групи. Именките, придавките, заменките и броевите се во тесна врска и се нарекуваат именски зборови. Да се потсетиме ајде сега што беа тоа именки, заменки, придавки и броеви. Именките верувам дека сите знаете дека се менливи зборови и тие само ги означуваат имињата на суштествата, предметите, појавите и поимите. Тие именуваат. Пример, именката ученик, море, деца, есен и така натаму. Придавките пак се зборови со кои се означуваат никакви карактеристики на предметите, суштествата и појавите. Нивната основна служба е да определуваат именката, да придаваат никакво значење и затоа најчесто стојат непосредно пред неа. Одговара на прашањето, кога ќе одговориме на прашањето каков, каква, какво, какви, веднаш ќе ги добиеме придавките. Какво е вашето училиште? Па тоа е големо, убаво, модерно. Какви сте вие како ученици? Верувам дека сите сте вредни, паметни и одговорни. Заменките пак се зборови кои укажуваат на лица или предмети или директно ги посочуваат. Тој молив, таа табла, тоа девојче. Броевите пак означуваат точна или приближна бројност на лицата, суштествата, предметите. Броевите во реченицата најчесто одат со именките. Еден човек означува точна бројност, 2-3 кучиња, приближна бројност, 6 дена, третиот ред. Да заклучим дека именките секогаш именуваат по име, придавките ги опишуваат, заменките ги посочуваат, а броевите ги бројат. Овие зборови од овие посочени зборовни групи, односно именки, придавки, заменки и броеви, се во меѓусебна врска, тесна меѓусебна врска и затоа се именуваат под заедничко име именски зборови. Нивните заеднички граматички категории се род, број и член. Ајде сега да ги препознаеме видовите именски зборови и да ги распределиме според видот. Вие веќе ги гледате зборовите Европа, мрак, одмор, оној, 6, 7, снег, тоа, леп, дожд, вредни, зелена, добар, јас, 3, 7. И верувам дека знаете нели да ги класифицирате, односно да ги распределите според видот, и во групата на именки тука припаѓаат Европа, мрак, одмор, снег, леп, дожд. Заменки се оној, тоа, јас, броеви 6, 3, 7, придавки вредни, зелена, добар.
Драги мои ученици, ве оставам во добро расположение и ви давам домашна задача да ги препознаете и да ги класифицирате во табели именските зборови од извадокот. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам успешна работа.